особена чест и задоволство ми е што поттикнавме еден значаен настан кој има своја историска традиција и е една урбана приказна. Имено морам да споменам како човек кој доаѓа од архивот заедно со сите колеги од историскиот архив на град Охрид, истражувајќи низ богатите депоа, пронајдовме навистина интересни фотографии кои прикажуваат една урбана приказна. Овие стари фотографии не подсетуваат на нашите родители, предци, стриковци, чичковци и то, што значи дека јас пронајдов слики и од татко ми на своите почеток на оваа слика тука е во трет поред татко ми, трките на Охрид Свети Наум и то на лош терен, макадам, кој еднаш ќе почне со мотоциклизмот, тоа остане за век. Тоа е наследство, тоа е убавина и дружба. Ова јавава што е овдека изложена е модел Калифорнија 77 година произведена. Јас ја имам од 79-та и до ден денеска во исправна состојба. Меѓутоа се случи една случка кога се снимаше филмот Караулова. Режисерот Рајко Грлич бараше мотор кој што би го употребиле во филмот како реквизит. Во прво време тие имаа некоја идеја дека тоа треба да биде мотор кој што ќе изгледат на Харли или не знам што. Меѓутоа после некои консултации што ги направивме, свати дека према содржината на филмот би одговарала исклучиво некој Јава, МЗ или некој Томос. Па така се најдовме, ја задоа Јавата во филмот и сега тој филм беше од продукција на скоро сите бивши југославенски простори и беше доста актуелен на просторите на бивша Југославија, па и ден денеска многу моторџи доаѓаат да се сликат и да ја видат. Пауновичу, зашто неси у чизмама? И една интересна работа, доказ за тоа филмрели, најдовме на 59-тото филмрели кој се одржуваше во Холандија, на еден штанд кај што беа изложени детали, значки, работи од претходните филмрели, најдовме на едно знаменце кој беше од филмрелите во Охрид. Па господинот беше толку добар, ова знамето тука е тоа. Господинот беше толку добар да се менавме ние, па ни го даде тоа знаме да го имаме во собственост на клубот. И јас прилично сум изненаден од тоа како се возело, какви настани се одржувале и каква била културата, и секогаш сум тврдел дека Охрид во секој сегмент е рамо до рамо со европските престолнини. Ова е жив доказ за тоа, дека некои од брендовиве кои што се возеле во минатото ја отсликуваат дури денеска. Например, ево Мото Гуци како бренд годинава пред 100 години постоење, а можеме да приметиме на некои од фотографите дека дури се возити и таму. Така да нас ни е особена чест што се одржи тоа во овој салон.